Додека владата се повеќе се задолжува на грбот на граѓаните, додека предлага неодржлив буџет со кој ги цица парите на граѓаните, додека непродуктивно потроши стотици и стотици милиони евра народни пари на споменици, Македонија во овие 5 години нема видено ниту една капитална инвестиција. Не е изграден ниту еден енергетски објект, нема нов автопат во изминативе 5 години владење на ВМРО-ДПМНЕ. Ова не се измислени податоци, уште повеќе овие податоци не ги измислува СДСМ, туку се факти констатирани од Државниот завод за статистика во извештајот за транспорт од 2010 година. Да се подсетиме, премиерот Никола Груевски пред 3 години, непосредно пред локалните и председателски избори, вети 8,5 милиарди евра инвестиции. Тоа негово ветување конкурира за лага на столетието. Згоре на се, оваа дрска предизборна лага секоја година дополнително се надградува. И во новиот буџет за 2012 година владата повторно најавува зголемување на капиталните, односно продуктивните инвестиции. За жал, секогаш се спроведува истото сценарио. Инвестиции нема, лаги има. Кога се проектира буџетот, секоја година Груевски и Ставревски најавуваат големи, милионски капитални инвестиции. Годината ќе помине, а владата нема да реализира најголем дел од ветеното или испланираното. Ќе направи ребаланс, ќе ги потроши парите за плати, пензии, реклами, камен, бронза, или ќе се луксузира, или ќе враќа дел од енормните долгови. Македонија повторно ќе остане без продуктивни инвестиции. Ќе дојде крајот од годината, се подготвува нов буџет со истата лага која секоја година му ја сервираат на народот. Ветувањата за инвестиции од 2008 беа повторно само ветувања и во 2009 година. Останаа само ветувања и во минатата 2010 и во тековната 2011 и погодувате ќе останат само ветување и во 2012 година. Никола Груевски и неговиот економски тим немаат ни срам ни перде. Секоја година им ја кажуваат на граѓаните истата приказна. СДСМ ќе стори се во рамките на своите можности во собраниската расправа по буџетот да ја разубеди и да ја отрезни владата да престане да се луксузира и да не го осиромашува собствениот народ. Конечно, народните пари треба да почнат да се трошат за вистинските цели. Ви благодарам и ви стојам на располагање за прашање. Може? Во едно интервју Томија Джиев најави дека согласно законот за лустрација ќе бидете со обвинението дека Кешовски и Витановски не си ја вршеле својата работа, односно не присуствувале на седница на комисијата за лустрација. Прашањето ми е дали е можно обвинението да ги разреши? Прво мислам дека на погрешна адреса го поставува тоа прашање. Нашиот став по работата на комисијата за лустрација е многу јасен и неколку пати сме го соопштиле. Се додека комисијата раководи Томија Джиев, човекот кој што незаконски повеќе од една година начело на оваа комисија, СДСМ нема намера да го легализира ловот на вештерки кој што го спроведува оваа комисија за лустрација. Од тука натаму се што ќе стори ВМРО-ДПМНЕ е одговорност нивна. Прво да расчистим, антикорупцијската комисија е една продолжена рака на Груевски фамилијата. Меѓутоа, оваа кривична пријава на Ване Цветанов покажува по кој знае кој пат најмалку две работи. Прво, дека овој режим безочно, дрско и брутално се пресметува со политичките неистомисленици, и второ, дека Груевски и фамилијата спроведуваат селективна правда. Не може Ване Цветанов да добие кривична пријава за 750.000 денари, а во исто време државните институции да молчат или да го перат мега скандалот со 750.000 евра скриени во шиши пронајдени кај возачот на Срđan Керин. Мислам дека ВМРО-ДПМНЕ оваа кривична пријава не може да оправдува со наводната борба против корупцијата. Напротив, ќе треба да ја објасни на јавноста дали постои конекција помеѓу кривичната пријава на Ване Цветанов
и фактот што токму тој како поранешен директор на управата за спречување на перење на пари го отвори овој мега скандал со возачот на Срđan Керим. Мислам дека ВМРО ДПМН сака да упати една многу јасна порака. Секој оној кој што ќе тргне да ги разоткрива валканите бизниси и игри на фамилијата и ќе им се спротистави, секогаш режимот ќе се обиде да го дискредитира, понижи и да го прогонува. Алудирате на тоа дека како Ваня Цветанов следеше мирен, односно не ги напушташе партиските редови на ДПМН и практично со позицијата која што имаше, дека ништо тоа немаше да се случи против него? Јас не можам да тврдам, но коинциденциите не се случајни. Дополнително Ване Цветанов им беше добар додека свиреше по гајдата на Груевски фамилијата, оној момент кога престана да ги испроведува нивните директиви, стана неподобен. Мислам дека ВМРО ДПМН се лаже ако мисли дека на ваков начин ќе ги спречи политичките неистомисленици да продолжат битката против оваа погубна власт. Други прашања? Има ли некаков одговор на вашите вчера поднесени два предложни измени на законот? Денеска мислам дека одговорот е даден во еден печатен медиум. Трагедија е декларативната волја на владата да Република Македонија биде социјална држава. Ако ветува социјални станови, например во Куманово, а во исто време тоа го продава на приватен стопанственик, не очекуваме дека ќе ги прифати овие наши два закона, да се реши проблемот на стечајците и да им се олесни нивниот и онака беден живот. И во контекст на ова, како очекувате тогаш владеачкото мнозинство да ги прифати вашите сугестии околу буџетот? Видете, ние ги имаме како опозиција демократските механизми во рамките на собранието да понесеме амандмани за доброто на граѓаните. Од тоа не се откажуваме. На крајот на криштата, ако ВМРО ДПМН вели да се расправаме или да дебатираме и дискутираме на ниво на програми и проекти, еве два проекти за доброто на граѓаните. Немаме намера да ги присвојуваме. Одговорноста за течајците да ја поделиме и на крајот на криштата да го решиме нивниот проблем, а не да се препокуваме дневно со нив и со нивните судбини. Ви благодарам.